Envato. Envato. Еден од главните проблеми во повеќето населби во Македонија, а и воопшто, еве во нашава околина тука, општина Струга, се уште е проблемот со водоснабдување. За жал, овие проблеми кај некои населби влечат одамна, кај некои се појавуваат сега и така натаму. Целта во ова наша втора емисија овој пат ќе биде да се задржиме малку на системот за водоснабдување на населба Подгорци и во кратки црти на системот за водоснабдување во населба Лабуништа. Овој пат ќе потенцираме дека во Подгорци не станува проблем за системот за водоснабдување на населба Подгорци како инфраструктурен објект, туку како потреба од дозавршување на овој систем за водоснабдување, бидејќи според она што тогашните инженери го проектирале и пресметале при изградбата на овој систем наш, кој моментално денес го користиме за водоснабдување на населба Подгорци, недостигаат уште неколку елементи. Во нашиот случај, трет филтер и до изградба на браната на Подгоречко езеро. Денес моментално, заради тоа, рековме денес да тргнеме од местото каде што години наназад Подгорчани се снабдува со вода. Токму од овој резервар кој што според информациите кои што имав можност да ги добијам, да ги слушнам, се работи за доста стар објект, значи некаде изграден 1974 година. Има површина некаде околу 400 метри кубни зафаќа, значи вода. И се наоѓа во местото викано Кутел. Ние имавме можност малце да видиме тука сега, бидејќи сепак теренот ни недостапен да направиме некоја посоодветна снимка или видеозапис. Имајќи ја потребата од доволна количина на вода, која што се јавувало како потреба за населба Подгорци, овој резервар се изградил некаде 74 година. Меѓутоа, како што се граделе објектите и се ширела самата населба, се повеќе како проблем се наметнувала и количината на вода која што ја побарувале на домаќинствата на ова населба. Имајќи го тоа во предвид како проблем, некаде 94 година, 95 година, тогашниот состав на местната самоуправа под раководство, би рекол така, на сега рахметли Саби Тајдаровски, покренува иницијатива за изнаоѓање на друг соодветен извор кој што ќе обезбеди доволни количини на вода за Подгорчани. 95 година, 96 така, одлуката паѓа дека Подгорчани како извор следен за снабдување со вода може да окористат Подгоречкото езеро, кое што од тука некаде ни се наоѓа на близко 8 км и некаде на надморска височина од 1950 метра.
Имајќи во предвид дека станува збор за доста огромен проект кој побарувал и голем број на финансиски средства и труд, тогашниот состав одлучува, иако се одлучува да покрене оваа активност, така да преку референдум и самодопринос се доаѓа да ова активност започне, во која што од финансиски аспект државата влегувала со 70%, а локалното население со 30%. Од тогаш, значи, во предвидениот проект било предвидено изградба на брана, резервоар, цевковод и филтри. Имајќи го во предвид се поголемата потреба, односно и недостигот на вода за пиење на населба Подгорци, активностите се интензивираат и некаде во тој период, некаде кон половината на 98 година, подгорчани веќе имаат можност да ја користат водата од Подгоречкото езеро. Тоест, водата од Подгоречкото езеро се става на користење на жителите на населба Подгорци. Иако, сепак и тогаш, според предвидениот проект план, сепак недостасувале 3 дела од овај инфраструктурен објект, а тоа всушност било браната на Подгоречко езеро, третиот филтер и се разбира она што е битен за секој еден систем за водоснабдување е резерварот каде што буквално се врши каптирање на количини на вода. Се наоѓаме на, би рекол, најважниот дел од трасата на линијата на системот за водоснабдување на населба Подгорци. Тоа го велам најважниот дел, бидејќи од долна страна ќе имате можност да видите се наоѓа резерварот кој е изграден 2004 година и се карактеризира со капацитет од 500 метри кубни вода и позади мене дел од системот за водоснабдување на населба Подгорци, познатите филтри, кои што има за цел да вршат физичко прочистување на водата која што доаѓа од Подгоречко езеро. Овој пат во нашава емисија не сакаме да го кажеме како проблем со Подгоречкиот систем, туку како недостаток од негово недозавршување како инфраструктурен објект, бидејќи според она што тогашните инженери кои работеле на изградбата и пресметката и проценката на овој вид инфраструктурен објект, оцениле и пресметале дека за целото завршување, значи потребно и поставување на трет филтер. А денес ќе видите има можност да се забележи дека дури и самата темелна основа за изградбата и поставување на третиот филтер веќе постои, и тоа за жал од тогаш па со ден денес и покрај настојувањето на претходните местни самоуправи, сепак не се дошло до реализација на овој проект, тоест проектот за поставување на трет филтер на населба Подгорци, кои што според информациите имавме можност да ги добиеме, чини некаде околу 35.000 евра. Значи, со поставувањето на третиот филтер, како неопходен елемент од системот за водоснабдување на населба Подгорци и до изградба на браната на Подгоречко езеро, овој систем во целост би се заокружил. Значи, би се заокружил во целост како инфраструктурен објект, потребен за жителите на населба Подгорци. За жал и покрај настојувањето на претходните местни самоуправи и покрај сите настојувања, иако сепак имаме представници во власта
преку пратеници, советници или други функционери, до ден денес, за жал, не е реализиран овој проект, а резултатот од таквото нереализирање ни останува веќе, забележувате, темелната основа која што за жал пропаѓа, место каде што требаше да биде поставен студениот, би рекол, така наречен трет филтер. Се надевам дека сите оние наши представници во власта, кои што сме ги гласале, сме им дале доверба, еве да ги посетиме дека имаат одговорност, значи довербата која граѓаните им ја дале, да ја оправдаат барем со реализација на оние проекти од граѓаните од населбите кои што се неопходни. Значи, она што сега би сакал да потенцираме уште еднаш, дека Подгорци, значи за целосно до реализирање на овај инфраструктурен објект, кој што е започнат многу години наназад, потребно е, значи, поставување на трет филтер, кој што ќе овозможи нормален проток на системот, значи на водата во системот за водоснабдување на населба Подгорци, и се разбира, заокружи целокупниот систем онака како што пресметале тогашните инженери. Се разбира, со мал исклучок, што заостанува уште мал простор за дозавршување на браната на Подгоречко езеро, кој што е започната неколку години наназад и чија што благодет денеска имаат можност да ја користат жителите на населба Подгорци, а тоа е количината на вода која што таа овозможува да се врши каптирање. Значи, уште еднаш ќе напоменам, се надевам дека нашите представници во власта, поготово потенцирам пратениците на кои што сме им дале доверба, ќе имаат слух, значи ќе имаат слух и да видат дека некои луѓе кои им ја дале довербата, сепак имаат потреба